Почитуван председавач, почитувани министерке, почитувани претеници, медиуми, денес зборуваме за предлог на законот за изменување на законот за детска заштита, за заштита на децата, по скратена поставка. Во суштина, ова представува се врши усогласување на законот за заштита на децата со законот за минималната плата, односно со законот за изменување и дополнување на законот на минималната плата во Република Македонија на давателот на јавна услуга од ниво Д4, односно се однесува на неговател, помошен стручен работник, приправник со цел да се воспостави цел ист износ на минимална плата на сите вработени во приватниот и јавниот сектор со најниски примања. И тоа потенцирам само на ниво Д4, кој се однесува, како што реков, на помошен стручен работник, приправник, неговател, при што утврдениот бод од 192 се зголемува на 224, како би добиле исплата на минимална плата од 18.000 денари. Освен минималната плата, синдикатите бараат линеарно зголемување на сите плати од 2806 денари, исплата на минималната плата по закон и потоа корекција на платите на сите вработени кои треба да добијат над минималната плата. Власта мора да разбере дека сите вработени во градинките заслужуваат повисоки плати, тие се столбот, носители на образовниот процес на нашите деца, на нашите генерации, на се она што представува за нас најмило и затоа сите вработени во градинките, а исто и образовниот процес, професорите, наставниците и во основното образование и во средното образование заслужуваат еднакво покачување на платите. Ние со донесување на законот за минималната плата укажувавме на тоа дека секако дека и гласавме за донесувањето на минималната плата, треба да се покачува минималната плата следејќи ги трошоците за живот, меѓутоа ќе се створи револт и ќе се створи незадоволство на сите други на плати и треба да се направи корекција на другите плати, на минималната плата што земаат со порастот на минималната плата. Затоа што тоа што го укажувавме тогаш, на тоа што укажувавме тогаш и се случи, и тоа се случи дека голем број на работни места со различни коефициенти на сложеност, со различни бодови земаат ќе се изедначат. Класична урамниловка. Во градинките има 10 групи на различни работни места со различни бодови кои ќе земаат иста плата. Во основното и средното образование 5 групи на работни места со различни коефициенти кои ќе земаат иста плата, односно 18.000 денари. Ова е класичен пример на рушење на платниот систем, непочитување на законите, непочитување на колективните договори и меѓународните конвенции кои го третираат овој проблем. Поради лошите политики, економски политики на оваа влада, стандардот на граѓаните е во слободен пат. Инфлацијата во март месец беше 8,8%, а во споредба со година и пол наназад, цените на основните животни потреби на граѓаните се поскапени за 30 до 110%. Горивата, сите знаеме, поскапеа над 70%, струјата 30%, лебот 110%, така што платите губаат вредност. Владата троши 2 милиони еври за мебел, кафе, кафиња, цвеќиња, 2,5 милиони евра за службени возила и 1 милион евра за една физибилити студија. Од сите тие причини, околу 25.000 просветни работници, воспитувачи, вработени во градинките од цела Македонија од 11 април оваа година се штрајкуваат, не одржуваат настава,
во градинките се згрижени на децата од заменски воспитувачи, но не се одвива воспитниот процес. Бараат покачување од 18,4% на платите на просветните работници. Владата мора да ги почитува законите и колективните договори и доколку покажеше слух досега, согласно членот 8 од Законот за минимална плата, ќе се усогласија сите плати со порастот на минималната плата. Владата мора да свати дека со усогласување на платите на вработените и граѓаните ќе им се зголеми куповната моќ на граѓаните, на работниците, со тоа што ќе можат да си ги приушат, односно да ги купат основните производи за живот, ќе можат да ги платат режиските трошоци, а со самото тоа ќе помогнат и помагаат на економијата. Знаеме дека според законот, законската обврска за усогласување на останатите плати согласно порастот на минималната плата е 6 месеци. Меѓутоа, од изминатиот период од 2017-2018 година, платите не се усогласени со минималната плата. Па на ова укажува и председателот на СОНК Неделков, вели дека како да веруваме дека во наредните 6 месеци ќе има усогласување на платите, кога наназад 5 години истите не се усогласени со минималната плата. СОНК штрајкува заради непочитување на законите, колективните договори. Штрајкот не е избрзан, туку задоцнет, вели председателот Неделков. Списоците кои ги објави председателот Неделков за платите во градинките, од нив може да се види дека ниту една плата, освен веројатно директорската, не е ниту близко до просечната. Од СОНК велат дека не ја знаат точната сума колку би изнесувала колку би била таа сума за покачувањето, односно за изедначување, за усогласувањето на останатите плати со порастот на минималната плата. Меѓутоа велат, тоа е нешто повеќе од потрошените средства за набавка на автомобили минатата година. Инаку, на сите ни е јасно дека средства може да се најдат во буџетот, но тие се трошат на матни сделки на владините функционери. Обвинувани сме за цело време, додека оди штрајкот, овие недели 3, дека политизираме и тераме политика. Меѓутоа, не е ова политизирање, туку е континуитет на нашите политики, а исто така имаме право да се повикаме и на минатото, кога шарените револуционери беа поддржани од оваа влада, кога пленумите беа поддржани од оваа влада, тоа беше социјално движење, а ова сега го нарекувате политизирање. Ако имаме почитувани, ако имаме просветни работници кои што се задоволни, кои што се мотивирани, ќе имаме и добро образование. Од медиумите дознавме дека наводно вчера има постигнато некаков договор, за истото збореше и министерката, меѓутоа и професорите, и наставниците пак се на улица, кажуваат дека не се согласуваат со 12% покачување на нивните плати, затоа што свесни сме сите дека инфлацијата е во галопирачки раст. Во март месец беше 8,8% и изјавата на министерката дека со покачување на инфлацијата над 10%, инфлацијата ќе се зголеми, а сега дека со 12% нема да се случи на тоа. Со овие контрадикторни изјави можеме сите да заклучиме дека се нема правилен пристап и не сака да се помогне на самите професори, наставници, воспитувачи
на сите оние кои што се грижат за нашите деца, тоа што е нашата иднина. Свесни сме дека од 2017 година покачени се продуктите, и брашното, и зејтинот, и млекото, и шекерот, дека надворни се случуваат штрајкови од судска администрација, и судиите штрајкуваат, градинките штрајкуваат, јавната администрација, полицијските синдикати, земјоделците, сточарите, производителите на храна не се задоволни од владата и владените политики во земјоделие. Слушаме секојдневно во медиумите, Србија ќе ни даде суровина на зејтин, Србија ќе ни даде пшеница, Србија ќе ни даде ова, Србија ќе ни даде она, а во суштина е тоа дека лошите политики на оваа влада, недомакинското работење не носи до овој степен. Ова е резултат на лошите политики и штрајковите, и тоа што една држава нема сопствена пченица, нема сопствена суровина за зејтин, нема производство на сончоглед, од каде би се почнало производството на зејтин. Нашата понуда, односно нашиот предлог, амандман, со кој што баравме покачувањето на бодот од 18,% заради усугласување со порастот на минималната плата на останатите плати. Во услови кога трошоците на живот растат и треба да се покријат тие основни трошоци на живот, меѓутоа повторно не добивме подадена рака од вас, како и многу пати досега, а сите овие амандмани кои што ги предлагаме се токму заради граѓаните, а ние сме тука заради граѓаните. И затоа требаше барем комисијски, ако не 18,5%, некаде на средина да се најдеме, да дадеме комисијски амандман, да помогнеме на овие луѓе, заради тоа што тоа ќе значеше дека еве почнува од тука осугласувањето на платите со порастот на минималната плата. А вака само чекаме 6 месеци според законот ова усогласување да трае, меѓутоа никако да почне. Со тоа што ќе прифатевте и комисијски да направевме заеднички амандман, да се помогне, ќе се тргнеше од нултата точка за усогласување на платите. Благодарам.